300 нови вработувања во судовите ширум државата бара судскиот совет откако биле посетени сите судови. Станува збор за елементарни кадровски решенија без кои судовите не би можеле да функционираат, објасни Александар Камбовски, председател на судскиот совет. Минатиот период имавме состаноци со сите судови до еден во државава, кои што дојдоа и се трудевме минимум човечки ресурси кои им се потребни да ги ставиме во планот за вработување. Значи не да се оди со некои максималистички барања, туку минимум човечки ресурси во овој момент за да можат судовите да функционираат на некоја си минимум задоволителна основа. Разликата ќе дојде значи во плюс тие луѓе што би се вработиле. Ако се 300 луѓе, значи за 300 луѓе плюс бруто колку доаѓа. Тоа се бројки точно не можам да ви кажам. Ресурсите ги планираме ние секоја година. Најголемиот дел од судските буџети, односно дури 90% од него, одат за плати на судиите и останатиот судски персонал, изјави Ален Деребан, заменик министер за правда. Најголемиот дел од средствата од буџетот, од судскиот буџет, се трошат на плати и надоместоци на плати. Судиите во Република Македонија од 2021 година до денес има двојно зголемување на нивните плати и кои што се повеќе од соодветни и се во согласност со европските стандарди. Председателот на судскиот совет Камбовски изјави дека невисоката нето плата на судија во државата е 139.000 денари, а не како што изјави премиерот Христијан Мицкоски 180.000 денари. Камбовски изнесе дека судија во основен суд зема плата од 86.000 денари, председател на суд 99.000 денари, а основната плата без додатоци на судија во Врховен суд е 105.000 денари.